Еве, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, повторно сме во студиото со нашиот прекрасен гостин, господинот Маријан Камиловски, проминентен македонски уметник, кој својата уметност не само што ја постави тука во нашата родна татковина, туку исто така негови дела се наоѓаат во разни светски метрополи, но со целата своја скромност и со својот патриотизам тој секој ден е тука и навистина заедно со македонскиот народ, со граѓаните на Македонија учествува во еден, би рекол, историски процес, до сега невиден процес на неприфаќање на сите тие обиди да се руинира македонската држава, да и се открадне самостојноста, унитарноста, сувереноста и како што народот, тоест граѓаните на Македонија почувствуваа дека се готви една страутна конспирација инспирирана од чаушите од Кале, така се организира, се собра и еве не престанува да протестира и да си го бара своето, а народот е тој кој одлучува и кој е вистински носител на политичката моќ. Тој е реалниот поседувач на политичката моќ кој им ја предава на пратениците и ја внесува во системот по негова волја на слободни парламентарни избори. Но на овие избори ние имавме еден страутен галијаматис, една огромна корупција, еден прво предизборен инженеринг, па постизборен инженеринг. Од целата таа халабука два пати беа одложувани изборите, тука нели во централна позиција беше господинот Джес Бејли од американската амбасада и другите нели трабанти него и други амбасадори кои навистина покажаа лош карактер и една недоличност, така што нивниот углед пред македонскиот народ е сведен на нула. Но е, како што викаат древните индици, колото на среќата се, или тоа беа србите, коло среќе се окрече, така? Па и ромите имаат некој тркало на знамето, што значи дека тоа е све тркалото на кармата. Тркалото на кармата, на кашата. Да, и она што вика нашиот народ, што си сеел ќе жнееш. Да. Госпожа Чекеринска кажа нешто сосема погрешно. Што сте забибериле, тоа ќе жнеете. Тоа се глупости, како биберење, не се бибери нива, така се гледа дека е дисконектирана од целокупната традиција. Туку што ќе сееш, тоа ќе жнееш и како што тој посеа дисторзии, така сега истиот тој лик жнее дисторзии, па Judicial Watch му понуди карта, нели, за судот во Колумбија, во Вашингтон дистрикт, фактички тој веќе се наоѓа пред едно решетање од тие врвни адвокати кои до сега имале многу успешни случаи, тужејќи одредени институции на државата. Како ти, Маријане Камиловски, го гледаш сето ова со Джес Бејли? Нели има нешто стриповско во целата приказка? Така може добар стрип да биде, пун со на шпиунски некои динамизми, со трилерски ситуации, политика. Као у Алан Форд у најдобрите времиња у 70-тите години. Джес Бејли е просто да ви е жал. Сирот човек. Мене ми е многу жал, ама он ќе биде тој што ќе биде пуштен из вода. Затоа што, нели, Deep State мора да испере руки од целата оваа свинјерија и он, како да кажам, у Турција не успеа, нели, исто правеше проблеми, после него пратива нас, и вика нас не успеа и на крај самите американци и промената што се деси таму, у суштина решија да го решат. Они веројатно таму се обрачунаваат и со оние кои му се надредени на Джес Бејли. Меѓутоа ние не ги знаеме тие луѓе. Знаеме само дека се случува таа пресметка меѓу неолибералната левица и конзервативната десница. И тоа се големи поместувања у суштина у целава работа политичка на светско ниво, на глобално ниво, значи без обзира дали се работи
Америка кај нас или Франција, у Франција моментално се случуваат избори, нели? И Лепен е влезена у вториот круг. Не само што е влезена, туку тие лажеа дека Макрон освоил 24, а Лепен 22 поени, овој проценти од излезноста, меѓутоа е обратно. Последните броења покажаа дека Лепен освоила 2% повише од Макрон, што ги загрижи. Но тие лажат, исто и за Трамп лажа, исто лажа и за Брекзит. Тоа само ти покажува колку е оштра битката. Колку е оштра битката. Значи, пази, ова е многу интересно за нас. Ако победи Лепен, Франција се откачува исто така од Европската Унија и веќе имаме квалитативно нова ситуација. Со која Унија ние ќе идеме? Со Германија? Така. Мислам, другите се ситна борања. Нема таму што со кого да бидете вие у некаква Унија. Па ја мислам дека и сега Унијата е многу локомотивите на Унијата дискутабилна. беа Британија, Франција и Германија. Така. Но и сега мислам дека Унијата е пред огромни проблеми, е крајно неатрактивна, меѓутоа кај нас како да ни направија некаква лоботомија и повеќето од народот, иако скептицизмот расте, и сега бил негде на 55%, да. А беше 75 пред неколку година, во еден период беше и 90, ако се сеќавате. Па јас се сеќавам многу добро, јас сум евроскептик од како знам за себе и за таа идеја. Значи, прво, било каква унија која ги крши основните граѓански права, како што е проблемот со нашата самоидентификација, односно името, одма гледате дека тука нешто смрди сериозно и дека тоа не е Европска Унија по урнек на Соединетите Американски држави, него е Soviet Union. Значи, Soviet Union with lot of money. Советски сојуз со многу пари е тоа, фактично. Значи, нив неолиберализмот у суштина не е ништо друго до она sugar coats, што се вика, за да им се протне една форма на комунизам, една форма на тоталитаризам. Не толку експлицитна како што беше у советските времења, меѓутоа онака конците да ги држи една те иста каста која никош нема да биде сменета или променета или нешто така. Значи, моментално Франција се дешава уште една битна работа која е за нас битна. Ќе видиме, прогнозите се дека во вториот круг би требало Макрон да победи, но исто така тие може да бидат и илузорни, затоа што веќе на два пати видовме дека... Меѓутоа, као ситуацијата со Трамп, и у Франција, у Париз искачаат веќе протестанти на левицата да протестираат против десницата. Веројатно веќе намирисале дека се спрема победа на Лепенова. Да, значи оштра е битката, многу е оштра. Да, без сомнение. И ние сме за жал дел од тоа и ние мора да си го одработиме нашиот дел. А мислам дека овие прекрасни луѓе дека што ги гледаме секој понеделник, уствари секој ден, и ти ги гледаме од овде, од оваа точка. Секој ден фактички, да. Да, добро го одработуваат својот дел. Својата должност кон татковината си ја одработуваат перфектно и се ближи денот кога, знаете, ние ги внесовме у парламент и ние ќе ги изнесеме. Токму така, да. Тука можност во контейнери да ги изнесеме. Тоа од нив зависи. Хоризонтално, вертикално, модро, мадро, тоа е пожелба. Пожелба. Ние сека опција ни одговара, затоа што нив ги вади само една опција, тоа односно две опции, нови предвремени избори и откажување од иранската платформа. Че они мора да сватат дека Македонија не е ничие гранапче. Поготово не такви селски бизнисмени што мислат дека Свевишниот за брада го имаат фатено, тоа не доаѓа у обзир. Значи, работите ќе си легнат на свое место, не успеава да нафатат на кондиција, значи ние се покажува дека имаме голема кондиција у овие процеси, не можат да не фатат ни на бројност. Се покажа дека бројноста ни е барем 5 пати поголема од она што ние имава со шарената револуција. Па барем, ја вака би рекол, значи, бројноста на движењето за заедничка Македонија, кога е најмало,
е 5 пати поголемо отколку Да, тоа бројноста сакам на да шарените кога беа најокрупнати. Тачно. А тоа беше кога дојдоа тука пред Да слават. владата на Република Македонија, кога се собра како да речеме неграѓански здруженија, овој невладини здруженија, тоест NGO-та ги собраа тука. Половина беа луѓе од Косово и од ветерани на УЧК со знамења на голема другите беа Албанија, ЛГБ вриеше вриеше од албански знамења и од карти на голема Албанија, од фотографии, од постери на големи нели албанци борци за нивната кауза, за голема Албанија. И тука се собра, се шпекулираше негде по српските медиуми, кои повторно беа под контрола на Сорос, дека се негде околу 19-20 000, но CNN кажа бројка од 10 000 и тоа беше нивниот најголем собир. А тоа е нашиот просек. Тоа е вашиот најмал просек. Најмал просек, да. Значи, у најлошите периоди ние собираме 10 до 15 000 луѓе. Така, меѓутоа има денови кога биле 30-50 000, а кога дојде Хан се збори за 150 000 собрани во Скопје. Масовно луѓето исклучија за јасно да му стават до знаење на Хан. И тоа мислам дека и него му е јасно више. И гледаш, он беше прилично молчалив у Беше посрамен фактички, да. Се засрами, но беше многу подмолен играч, затоа што од позиции на ЕПП се однесуваше како наводно пријател кон WMRO, меѓутоа како времето проаѓаше се покажа дека е човек на длабоката држава и дека работи за неолибералите и за Соросовите кеси, така меѓутоа во суштина Снейк. Да, Снейк, и на крај се покажа дека е еден предавник фактички во тој микроконтекст и пројде многу срамно. Значи изгуби авторитет пред сите тамо во Европската Унија, а веројатно во очите на европската десница е сигурно wimp се.